Поевтин училишен прибор цела година бараат мнозинство граѓани во Штип. Тие се едногласни владината мерка за поевтин прибор, која важи заклучно до денес, треба да се продолжи и да важи во текот на целата учебна година. Децата не пишуваат само во септември, а тетрадки, боички и прибор си купуваат постојано, додаваат тие. Велат мерката до денес не помогна многу, но откако ќе истече, цените ќе почнат да растат. Кој го тоа ограничи? Кој го ограничи? Нема потреба. Ко секој ден се нешто новина изгледа. Неко знаат, сите се школувале деца. И тие професори се, и тие што таму раководители. Професор ништо не е крив. И од него се бара. Зашо да не? Зашо да не? Ако сака поскапо, нема поскапо. Ние едно време у Кицелка одеме. И на директоро, дето, и ја на Селако исти бе. А денес? Денес не е исто. Не е исто. Делат? И затоа, па делат се, затоа и тие како ги викат, молинзи, болинзи, тамо што се тепат децата, те затоа. А ние едно време бееме сите исти. Сите исти бевме. Па треба да продолжи, да, со попусти. Да си купат додека, значи, часове со семената и секој ден се кажува што да се купе. Треба да продолжи. Па назначува се по предметите. Па треба да важи, на децата им треба стално. Па треба да. Абе, треба да има се. Како за... Се треба. Од прибор. Секој родител не може да обезбеди поскап прибор, додаваат бабите и дедовците на децата. Велат потребно е воведување на еднаквост во општеството. Нема, не дава дето. На мене ми е тоа купено од Грција, на мене ми е тоа купено од Италија. Секој кажува од дека е, која фирма е. Никој не кажува. Делат се нормално. Тоа е и домашно воспитање. Инаку мерката која беше воведена на 15 август досега понуди попусти за училишниот прибор и истата важи до денес. Со оглед на актуелната економска ситуација и растечки цени, многу граѓани сметаат дека продолжувањето на оваа мерка би било од голема помош за сите родители, особено за оние со послаби месечни примања.